Целта на одржувањето на денешниот семинар е следно. Сакаме да апострофираме дека здравствените системи низ целиот свет се соочуваат со предизвиците кои влијаат врз целокупниот дистрибутивен синџир, тоа значи од производители до продавачи, дистрибутери, групни организации, здравствени провайдери. Сите нив ги обединуваат заеднички цели: зголемување на ефикасноста во дистрибутивниот синџир, намалување на равнивно растечките трошици, борба против фалсификати, ефикасно повлекување од употреба на медицински продукти, грижа за безбедност на пациентите. Глобализацијата е присутна во сите сфери, а здравството не е исклучок, па затоа националните и локалните решенија не се ниту доволни, ниту ефикасни. Некои земји имаат проведено законска регулатива за сравнимост на медицинските производи, што подразбира задолжително оznačување со чистота на матрици. Овој Г7 систем на стандарди нуди глобална, хармонизирана и интегрирана рамка за менаџирање на информациите во дистрибутивниот синџир и поедноставно согласување со регулаторните барања и предизвиците на денешниот комплексен здравствен систем на глобално ниво. Подршка на примената на Г7 системот на стандарди во име на глобално ниво даваат сите учесници во здравството, односно стейкхолдерите. Тоа се и производителите, веледрогериите, дистрибутерите на фармацевтски производи и медицински средства, болници, аптеки, владини регулаторни тела, трговски издруженија и водечки учесници. Акцентот е секогаш на безбедност на пациентот и ефикасноста во синџирното снабдување. Алатката за реализација на овие наши стремежи ја нуди токму Г7 Македонија како единствен идентифициран представник на Г7 Global Office за примената на меѓународните Г7 стандарди во дигиталната. Ова е наш втор семинар во нашава република, кој е фокусиран точно на теоретските и практични примери на употребата на Г7 Data Matrix како баркод на едината во здравството. Задолжителноста, сите ние тоа знаеме дека целта на овој семинар е развој и оптимизација на употребата на ЧСП глобалните стандардни решенија, зголемување на општата свест од неопходност од примената на новите технологии и методи, со посебна цел токму на овој како новата генерација на матрици и бенефитите кои ги даваат на сите учесници. Наша цел на ова денешно собирање овде е да информираме за барањата и регулативите од Европската унија, значи од Европскиот парламент од Совет, и од Европската комисија во однос со зачувањето на лековите и медицинските средства. Да не ги читам сите тие директиви, во изминатите години Европската унија работеше доста ефикасно на регулирање на оваа материја и донесе низа регулативни прописи и директиви. Последната е донесена од Европската комисија регулатива 2016/161, која ги допрецизира сите оние претходно донесени директиви против фалсификување на лекови, заштита на лекови. Сите овие донесени директиви и регулативи се со единствена цел да се спречат фалсификатите. Значи, или производство на фалсификовани производства, или превенција на влез на фалсификовани медицински продукти во легалниот систем на снабдување, да се возможи следливост долж целиот синџир на снабдување, да се зголеми безбедноста на лековите и заштита на пациентите и да се изгради систем на автентификација на лековите и сериализација. Сите овие европски директиви и регулативи за борба против фалсификувани лекови и медицински средства се општо поддржани од страна на сите релевантни учесници, како што се Европската федерација на фармацевтски индустрии и асоциација ЕФТИА, како што е ГИРП, тоа е Европската федерација на фармацевтски дистрибутери, од ПГЕУ, читам по наш чирилично писмо, тоа е фармацевтска група на Европската унија, од ЕАЕПЦ, Европска асоциација на европските фармацевтски компании, може би вас и са поише познатите имиња, што значи ЕФТИА има го разпространено и познати на секаде каде што ќе се спомене за фармацевтите. Таа има зацртено и прифатено решение да спроведе од почеток до крај до сигурно снабдување
Овој систем на кодирање и на сериализација, што им се возможува на фармацевтите да може да го проверат уникатниот код за идентификација на секој индивидуално патување кога се издава на пациент. Овие кодови се генерираат и нанесуваат од страна на производителот преку користење на дводимензионално DSM дата матрикс, кој во себе содржи не само оној основниот ТР-13 идентификационен број или GTIN, тоа е глобален трговски број. Знаете дека за Македонија е почнува со префиксот 5.1 и ние сите кодираме со цени на сите и фармацевтски пакувања на лекови и на сите прехранбени продукти. Туку содржи и дополнителни атрибути кои што се лот, batch number, рок на expire date и серијски број. Тој уникатен серијски број и овие дополнителни атрибути овозможуваат да фармацевтот со автоматско скенирање на тој дата матрикс баркодот, кој ќе биде сега на пакувањето на медицинските средства, може одма да провери дали се работи за фалсификувани или не. Ја накратко само ќе споменам, подоцна мојот колега подолго ќе зборува и господинот Никола за дата матриксот, меѓутоа само една општа глобална рака слика да доловам, некои од вас знаат, некои прв пат можеби ќе чуја дека во еден со мали димензии баркодови 2,5 на 2,5 мм може да бидат содржани голем број информации. Покрај овие основните што ги споменав, може да се содржат и до 3116 нумерички и 2335 алфанумерички карактери. Информатичарите тоа подобро ќе разберат колку е моćна таа алатка за да содржи толкава бројни информации во себе и што све може она да обезбеди кои бенефити понатака во целиот здравствен систем и во обезбедување следливост и идентификација на лекови. Ја би сакала да уште еднаш извршам благодарност до директорката што денеска припати да не биде као нас почесен гости и да замолам доктор специјалист фармација Марија Дарковска-Серафимовска да се чуе на семинарот.